Благодарам. Господин Заев, моето прашање до вас е што е сменето сега од времето на оставката на заменик министерот Петар Атанасов за образование. Петар Атанасов поднесе една прилично прецизна, прилично аргументирана оставка, во која што еден куп работи беа спомнати во врска со образовниот систем, но за жал сето она што Петар Атанасов го кажа, го нотираше, го укажа, а кое што представува сериозна критика на вашите политики, како премиер, како Зоран Заев, на вашиот кабинет. Во таа негова оставка беше спомнати кабинетот на премиерот Зоран Заев, беше спомнати министерот за образование, беа спомнати и другите ресори, ништо не е отклонето. Јас ќе ви спомнам неколку цитати од оставката на Петар Атанасов и би сакал како мандатар, како премиер да кажете што различно ќе биде со новата заменик министерка. Значи, вели Петар Атанасов, прв човек за образование на СДСМ, вели: освен многуте и безкрајните формалности во работа на министерството, сиот период не се случи ништо позначено. 2 години. 2 години ништо не случило во ресор во кој што имаме околу 180.000 во основно образование, околу 70.000 во средно образование, во високо образование имаме околу 30.000 наставници, луѓе во образовен процес и така натаму и така натаму. Вкупно многу повеќе од ако ги додадете и родителите и учениците и се останато, доаѓаме некаде дека пола држава е директно засегната од образованието. Вашиот заменик министер Петар Атанасов вели, цитирам: не се случи ништо позначено. Понатаму вели, пред само една недела во еден јавен настап кажав дека треба да се запали црвеното светло и дека ако продолжиме со ова темпо, мисли на вашата влада, на владата на СДСМ и Зоран Заев, значи вели, ако продолжиме со ова темпо, може да очекуваме образованието да го реформираме можеби за 10 до 15 години. Продолжува Атанасов. А можевме многу подобро. Можевме многу подобро. Понатаму Петар Атанасов вели: за жал, извештајот и предлогот на мерките остана во вашиот кабинет. Значи, било мртво слово на хартија. Вели, морам да истакнам дека од самиот почеток не ми беше дозволено да формирам тим со кој што ефектите од мојата работа би биле поголеми и така натаму и така натаму. Петар Атанасов, првиот човек за образование на СДСМ, вели дека де факто оваа програма на СДСМ била голема лага. А тоа дека остануваме без ученици се потврдува и во Струмица. Еве, провери сега, минатата година Струмица имала 560 првооделенци, сега оваа година Струмица има 530 првооделенци. Тоа ви е за една година 6% рецесија. 6%. Така што, вака кој што тераме и кој што терате економија, демографија, инвестиции, фабрики се, ќе останеме и земја без народ, и земја без ученици. Благодарам.